споменавме утринава дека некако сите теми денеска ќе ни бидат во контекст на природните убавини, на животната средина, на тоа колку е важно да го чуваме сето она кое што го имаме наоколу и во кое што најчесто знаеме, нели, за момент да избегаме во природа, да уживаме, да си ги наполниме батериите. Тоа говори колку природата нам ни дава, тоа значи дека треба и ние да и возвратиме во иста мера. Во следните минути ни гостува Тони Ристовски, кој што е еден од главните кои што го спроведува проектот кој веќе трае 12 години и наскоро започнува новата сезона во 2026 година. Проект кој што ги слави убавините или ги открива неоткриените или помалку познатите скриени убавини на македонските села и генерално на местата кои што можете да ги најдете во нашата преубава Македонија. Насловот ни говори статистички дека се посетени 1160 села од вкупно 1750 во Македонија. Тоа е досега, но ни следува новата сезона во која што, како ни велиш, обично по сезона околу 100 села се откриваат или посетуваат, така што за се она што следува во следните месеци, но и она што досега се случуваше и ја слави македонската убавина и природа, ќе зборуваме во следните минути. Тони, добро утро. Добро утро. Да, добро утро и вам. Благодарам на поканата. Имено проектов, мислам дека е еден најсистематски проект кој се спроведува во нашата држава посветен за селата. Откако во текот на Југославија имало истражувачи кои поминувале по области, нешто слично како ние што го правиме, и за кои се издадени книги, кои сега ги користам и за пишување при значи статиите и на селата, да. А и претходно, да, за истражувањата, бидејќи ние пред да одиме во некои области и села, особено јас посветувам внимание баш на тој сегмент истражување, особено да ги најдам приближните локации на местата кои сакаме да ги посетиме, особено објектите. Тешко е да се најдат некогаш селските цркви, иако веќе станав некој експерт, можам да станам во тоа дека каде се наоѓаат, дури и да не се означени, па дури некои да се разрушени села. Да има само остатоци, да. Ќе успееш да ги најдеш. Па да, принципот е дека треба да бараш стари дрва, особено дабови, и да се расфрлани надвор од селото, по некоја најголема случајност се наоѓаат обично нашите цркви се таму, ако не е на сред село, што е во помал број. Фасцинантен е податокот дека имаме 1750 села во Македонија, во една прилично да речеме мала држава, во која што поголемиот дел од работите се фокусирани во главниот град, да речам, дури и помалите градови се можеби малку за некои работи во осенка, па што станува збор за селата. Но бројката си говори сама по себе, а кога зборуваме за токму традицијата, за културата, за историјата, доаѓа од токму таква средина или од нашите убави села. И претпоставувам дека тоа е дел и од самата идеја и од иницијативата за еден ваков проект. Ќе се навратиме малку наназад и во следните минути, ете, затоа што ако го зборуваме вториот дел од проектот или уште една добра иницијатива, тогаш добро е да оние кои можеби не знаат ги информираме како почна сето ова, добре дојдено како за секој од нас, македонец кои што живеат тука, така и за оние кои доаѓаат од надвори, меѓу другото сакаат да ги погледнат тие места и истовремено уживаат во тоа. Така, да. Вака, идејата мене ми е дојдена конкретно во 2012 година, кога бев на една конференција во Белград, само што почнував со Википедија, не знаев многу работи. Отидов таму за да слушнам дека во Полска се спроведува на ист начин ваков проект, во кој они заедно со Комбек посетуваат села и слично. Добар пример за бројот на селата и поставеноста на нашата држава е дека во Чешка проектот е веќе завршен, но моментот е дека во Чешка во најголем дел селата се во рамничарски дел или се лесно достапни, нели, со асфалтни патишта, додека нашиот проект кога ние го започнавме, нашата идеја беше да се движиме од најоддалечените или местата, регионите со најмало покриеност на интернет просторот, говорам со фотографии и материјали, за да се полека се движиме кон овие поурбани села, да ги кажеме. Па затоа можам да кажам дека во Скопскиот регион скоро и да не сме биле воопшто, вклучувајќи го и Велес како град. Струми се, дури минатата година бевме по прв пат да ја посетуваме, сега ќе одиме повторно.
И некако сега се движиме кон тие по-лесно достапни села. И затоа оди тешко, бидејќи имаме многу долини, многу села се на планини со високо некаде тешко достапни инфраструктура. Да, па проблем. еве пред 4 години кога бевме во битолскиот дел на Мариово, ние најдовме село во кое има уште, мислам, и куќи зачувани, и црквата е обновена и се. Па повремено, но нема електрична енергија. Никогаш не било спроведена електрична енергија до тоа село, значи. Во 2022 бевме таму, за да нашата држава се уште има места кај што нема електрична енергија, кои што се отсечени од светот. Да говориме за нешто друго. Да, но од друга страна пак ти си вистински пример и човек кој што може да посведочи дека баш ете тие можеби места кои што се уште немаат и електрична енергија во 21 век се вистинските скриени богатства на нашата Македонија. И колку навистина си изненаден понекогаш од тоа што се поседуваме како нација или како едно природно богатство кое што треба да го негуваме. И може да ни опишеш, Тони, во каква состојба понекогаш ги наоѓате овие места кои што ви се предвидени нели во проектот да ги посетите, затоа што еве ние од утринава зборуваме за важноста на денешниот ден, за планетата Земја, за депониите и ѓубрето со кое што Македонија е за жал некако тоне во отпад, па дали понекогаш наидувате и на такви за жал неубави слики? Депониите се неминовен мислам настан што го забележуваме и нешто што е се присутно во селата. Но не можам да ги обвинам селаните или мештаните, затоа што нема систем за собирање на отпад во тие села. Да, порано животот бил поинаков, немало производи кои биле за еднократна употреба, пластика или слично, па сето тоа се произведувало дома или било на сосем поинаков начин. За сега, нели, и тие што се останати таму, нив им носат производи што се пластика и слично, а тие не можат да ги враќаат назад во градот за да ги фрлат. Така да системски е проблемот. Системски е проблемот, да. Мислам, има некои села кои се трудат, се по-организирани во тој поглед, но дури и во планинските делови има за жал депонии. Додека за овој поубавиот дел, да речеме, значи откривањето на некои природни знаменитости, би го посочил примерот со ние сосем случајно кога бевме во општина Карвенци, Штип, има голем и мал Габер, тие ни беа села кои ни беа ставени на список за посетување, за да сватиме дека таму се наоѓа мало кањонче на буквално поточе, значи мала рекичка, Кошевска река, да го откриеме кањон Камник, за кој до тогаш имаше само професорот Ивица Милевски од факултетот за географија. Имаше некој напис и тоа беше некако толку, не беше присутно, дури и тагот на Google Maps беше целосно утнат. Ние се обидовме тогаш, но не успеавме да отидеме, за да отидеме еден ден само специјално наменски да го истражиме кањонот. И верувате, тој кањон е како да сте влегли во мини Колорадо, значи као големиот кањон нели во Америка, оние слики што ги гледаме, избраздени карпи и слично, го имаме кај нас, нели сепак во миниатурна верзија, не е Гранд Кањон, али сепак, значи, нешто што можеш да го начекаш на предел во кој буквално пред да влезеш во кањонот не очекуваш ништо, си велиш ова нешто некој тука се зафркава со мене, не се случува, ништо нема да видиме, каде дојдов јас за да начекаш. Дали ова значи дека професорот Милевски прв го доживеал и открил веројатно ова место, па видел малку иницијатива да го подистражите? Да, на интернет тоа го најдов кога ми даде, кога првиот пат не успеавме да влеземе, па истражував како да влеземе. Имено таму само најдовме една табла која јас лани повторно бев во кањонот за да сега сватиме дека не постои ни таблата, така да верувајте ако некој сака да отиде. Јас сум се потрудил на Википедија да го објаснам процесот дури на како се пристапува, но
значи доколку нема маркација или обележаност, сепак не е за пошироката јавност, како да кажам. Очигледно и непознато, ако немаме вакви податоци. Сета ова прошетка и цел овој труд, да кажеме, за доближување до оние убавени и скриени места кои што нам голем дел од нас и не им се познати. Уште едно посебно искуство е средбата и разговорите со мештаните, претпоставувам. Нешто што може да се слушне изворно, при тоа да се пренесе начинот на живот или една секојдневија, малку да не доведе до фаза на размислување за тоа како би успеале ние во такви услови да живееме и на кој начин тие функционираат се уште таму. Верувам тоа беа дел од прашањата кога ги среќававте мештаните кои беа расположени за разговор. Па да, дури во првите години многу внимание посветувавме на тоа, бидејќи се трудевме и да добиеме извори од самите мештани. За тоа кои им се селски слави, кои прослави ги одржуваат во селото. Како дошло името на селото, бидејќи секогаш мештаните имаат некоја своја верзија, легенда, нели, предание. Сме се обидувале тоа. Во последно време немаме толку, бидејќи некако повеќе побрзо се движиме, да кажам. Но сепак се уште со мештаните неминовни се разговорите, поканите да разговараме, особено во планинските делови. Тие се буквално желни за муабет, така да кој ќе видат некој нов мештан, некој што не е од селото, ги интересира, така да дознаат кој си, што правиш во селото. Не сме имале некои, да кажам, лоши случаи со нив. Баш напротив, секогаш било некоја муабети со нив, па подосна да ни раскажат нешто за животот. Секогаш се верувам гостопримливи да ви угостат, па и да ви понудат јадење, пиење. Ракијата е неминовна, значи во тие моменти. Да, и така се разврзува муабетот понатака. Тони, наскоро почнувате на почетокот од месец мај новата сезона, во која што велиш по сезона обично 100 села се откриваат или посетуваат. Каков е планот за ова што предстои наскоро? Кој регион од Македонија ќе го фатите овој пат? Каде одите? Што ќе истражувате? Да, така е. Па обично се трудиме од 20 до 25, некоја бројка ни е просечно по експедиција. По експедиција, добро. Една експедиција е тоа што одиме ние во петок попладне, за веќе во сабота утрината да бидеме на местото. И го посветуваме сабота, недела како денови во кои посветуваме, бидејќи сите ние работиме, ова го правиме како некој волонтерски проект. Области кои се оваа година предвидени за посета се повторно Струмица, како што напоменав, бидејќи дури лани почнавме со таа област, па сега се навраќаме повторно. Тоа таму иде релативно полесно, бидејќи се рамничарски села, лесно пристапни, освен неколку села минатата година на ограждане што беа некој предизвик, лесно е да се дојде до нив. Се навраќаме во Железник, така да можеби оваа година и нема да имаме толкава бројка на нови села, бидејќи во Железник сме биле, тоа е Демир Хисарско, сме биле во 2016 година, но имаме некои, ние стега од оваа наша перспектива, каде колку темелно ги проаѓаме селата, имаме некои пропусти, да не речам грешки што сме ги правеле, па сега сакаме да си ги исправиме, коригираме тие грешки, па затоа повторно идеме во таа област, во Прилепско поле и во Горен Полог околу Гостивар. Да. И тоа не само кон крајот, е оно кое што го споменавме и пред разговорот директно или во живо да го започнеме, а тоа е сите оние фотографии, односно ние погледнавме само еден мал дел, но сите фотографии кои што постојат и се дел од овој проект, веројатно примамливи за оние кои што сакаат да ги видат, но можеби никако да ги споделат. Дали е тоа слободно, како и на кој начин може да се сподели фотографија, што треба да се почитува од страна на оној кој што создал, нели? Така е. Значи, сите фотографии ни се подигнати на сестринскиот проект на Википедија, тоа е Ризницата. Таму се наоѓаат над 22.000, мислам дека се прикачени фотографии. Секој може да ги користи, токму и таа е нашата целта. Целта е да се користат на пошироката јавност.
Но има една назнака дека лиценцата за овие фотографии е да бидат да кажеш дека таа фотографија е слободна, па така во случај на медиуми да не става доле дека фотографијата или текстот кој го користат од Википедија и од нашите фотографии се нивни авторски права, бидејќи ти не можеш да ставиш авторско право на нешто што не е твое. Да. И само да го наведеш авторот, дури и не мора ни авторот барем да стои дека е од Википедија или од Викимедија ризницата. Доволно е тоа за да се испочитува делото кое ние сме го направиле. Да, апсолутно. Изборувајќи за фотографиите, може да ги поканиме гледачите да појдат во Скопскиот Сити Мол. Што се случува таму овие денови, бидејќи дел од овие фотографии веќе се изложени, па да не се збунат зашто станува збор, да им подобјасниме, Тони. Да, минатата година ние правевме изложба 10 години, па некако фотографиите уште ги имавме во посет и ме контактираат престојниот аутдор фестивал Саем, кој они го планираат овој викенд. Па затоа и нашите фотографии повторно ќе можат да бидат видени во Сити Мол, веќе и се наместени, мислам дека неизбежни ќе бидат кога ќе поминуваат низ ходниците. Јас и во петок дури ќе имам и како презентација таму ќе говорам. Фотографиите се дел од нив, кои се 100 кои беа изложени минатата година. Така да вака дигитално сега ги гледаат гледачите, но можат да ги видат и во да ги доживеат во живо, да прочитаат приказната. И само ако може во една минута или две, бидејќи некаде сме пред крајот, но би сакала зборувајќи за фотографиите да споделиме дека твоја фотографија за светското наследство заштитено од УНЕСКО е една фотографија од буковите шуми во течението на длабока река, направена токму од тебе, а изминативе денови споделена во медиумите како нели во знак на денот 18 април, денот на светското културно наследство. Македонија може да се пофали со вакви убави моменти. Да, па некако се погоди 2021 година да го посетам Корабскиот водопад, низ кој се поминува низ тие шуми, да ја направам таа фотографија, веќе следната година да го прогласат локалитетот за дел од природното наследство на УНЕСКО. И јас си реков дај да ја подигнам оваа фотографија, бидејќи немаше ни една фотографија од тоа место, барем не е слободна за употреба, како што го објаснувам на Википедија. Нели, и си реков дај да ја подигнам, јас ја направив дури и статијата, за да луѓето прочитаат дека длабока река моментално е природно наследство на УНЕСКО. И драго ми е, мислам, што луѓето ќе можат и да видат. И како што напоменав и споделив на мојот профил тогаш, верувајте, тоа е најмагичното место во Македонија. Да, тој ќе го потенцира, велиш, едно од најубавите места и најубавите предели. Сега не секој има можност заради физичката подготвеност која што го бара тоа место, меѓутоа добар момент или предизвикувачки момент за многумина да појдат и да видат зошто ова е навистина магично место во Македонија, заштитено од УНЕСКО. Да. Реално е тешко. Морам да признам дека не е за секого, бидејќи е многу долго, значи се работите некои 27-8 километри кои треба да се изодат. А сепак сте на планина, така да не е како што кажа. Ако знаеме дека вреди, можеме да си поставиме цел и да се подготвиме. Тони, ти благодариме, секогаш е задоволство да разговараме за вака убави теми, особено кога нели природата наша во прашање. Останува да ве следиме и со започнувањето на проектот, па можеби некаде кон крајот на сезонава или на годината да се видиме повторно, да видиме до каде сте или во кој дел од Македонија. Благодариме. Да, благодарам.